Со новиот ребаланс на буџетот, власта крати од парите на младите за да ги покрие дупките со промашените економски политики. ВМРО ДПМН реагираа. СДС се во паника и очино се обидуваат да креираат паника, манипулираат со бројки и создаваат лажна перцепција во јавноста. Власта со ребалансот крати пари кај младите, за да ги пополни дупките во буџетот од промашените економски политики. Парите од програмата за млади се скратени за 1 милион денари, а за демографски политики се намалени за 70%. Каква трета економија? Каква финансиски стабилна држава? Пари нема за младите. Додека секој трет човек сака да си замине од земјава, власта уште им намалува пари. Вака изгледа држава што ја води Мицкоски и неговата криминална организација ВМРО, на која младите не и се приоритет. Младите се врвен приоритет на владата предводена од ВМРО ДПМН. За таа цел буџетот за наука од 380 милиони денари во 2024 година го зголемивме на 773 милиони денари во 2026. Буџетот за високото образование во 2022 беше помалку од 3 милиарди денари. Во 2026 за универзитетите има 8 милиарди денари. Доделени беа 55.000 ваучери за електронски уреди во вредност од 250 евра. 10.000 евра за отпочнување на сопствен бизнис со оперативниот план за 2025 година, а тоа ќе продолжи и оваа година. Доделени беа 10.000 евра за млади земјоделци, се прошири опсегот за субвенционираниот студентски оброк. Ова се показатели дека владата се грижи за младите да можат да градат иднина дома.